Бојкот на наставата во подрачното училиште во Превалец. Повеќе од 40 деца од 1 до 5 одделение денеска не седнаа во училишните клупи. Родителите бараат да се измени реонизацијата според која децата се упатуваат во одредено училиште. Така децата од населба Превалец по завршување на 5-то одделение според оваа реонизација наставата треба да продолжат во основното Рајко Жензивово во Горно Оризари. Најголем дел од родителите пак децата ги запишуваат во велешките училишта, но затоа пак трошокот за превоз го подмируваат самите. Ние гласиме како градска населба и ние во ред според нас да учат децата во Оризари, например, во село, да речеме. Зошто кога на само 2 километра имаме градски училишта подобро опремени и подобро вакво. И тоа е желба на секој родител, јас верувам до сега, години назад. Во тоа 2011 на тоа барање нашата локална самоуправа остана само на ветување, имаше повеќе средби остварување тука. Значи ние баравме ова училиште да се одвои и да се донесе нова реонизација и да припадне кон едно од градските училишта. Реакција од родителите има и околу комбинираните паралелки во училиштето. Не се задоволни ниту од условите во училишната зграда во Превалец, особено од нивото на хигиена. Бевме информирани кога почна училишната година дека ќе бидат комбинирани паралелките, од тука и почна цела иницијатива. Значи, јас како родител, а повеќето тука се согласуваат, не сакаме нашите деца да учат во комбинирана паралелка. Како од квалитетна настава, социјализација со деца и ред други работи натаму. Имаме поднесено во барањето, значи, средување на училишниот двор, дислоцирање на бандерата од Евана, што како чир ни стои тука, пристапот кон училишниот двор, хигиената во самиот училишен двор. Надлежните се децидни. Промена на реонизација нема да има. Градоначалникот Шадиев денеска изјави дека сега треба да се мисли на процесот на одвивање на наставата. Во однос на комбинираните паралелки, тој потенцира дека неколку првачиња од Превалец годинава се запишани во училиштата во градот. Кога истите би останале да учат во подрачното училиште во Превалец, тогаш може да се формира една паралелка, но засега бројот на деца е под законскиот минимум. Најголем проблем тука предизвикува тоа што родителите не сакаат децата да учат во комбинирани паралелки. Меѓутоа, со оглед на бројот на учениците, комбинираните паралелки се наметнуваат тука како обавеза, бидејќи имаме различни броеви, нема за една паралелка ученици во едно одделение доволно број на ученици. Меѓутоа, сегментот на одржувањето на хигиената констатирав, бидејќи јас го испратив од инспекторот на увид тука, констатирав дека стварно е така. Родителите се во право. Ние веќе доставивме со записник што треба да се острани, ќе се покренат и дисциплински постапки во сегментот. Ниту директорот на училиштето денеска не успеа да ги убеди родителите да ги пуштат децата на настава. Сепак вели, нема да отстапи од своите законски обврски. Во поглед на реонизација, тука јас како директор само ќе го почитувам законот по основна спроведена реонизација и во рамките на мои надлежности така ќе реагирам. Овдека што се однесува за условите што искажа родители, услови идеални нема никаде и секоја средина си има свои и одредени предности и одредени недостатоци. Родителите засега остануваат на своите барања. Децата најверојатно и утре нема да следат настава.